Дали може да се повтори 2012 на првите 7 трки, 7 различни по За сега сме мен. 3 од 3. Алпин, Гасли и Духан. Тој кој што мисли дека во 2006 може да биде светски шампион. Кој стейтмент, брат. You've done it. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1. And it's lights out and away we go. Unbelievable stuff coming out of the final corner. И здраво на сите и добре дојдовте во четвртата епизода на Сектор 1 подкаст. Тука сме по големата награда на Јапонија. Успани малку, само што заврши трката, па еве сме тука малку да ја продискутираме што како се случи зад сцените, иако нешто многу не беше добра трка, али тоа Понатаму. дајле. И тука се со мене Мартин Hello, дечки. и Давор. Здраво, Ние Адриан, сме здраво, тимот Мартин. на Здраво, Сектор дечки. 1. И можеме, мислам, да се почни со еден рейс рейтинг, на лоша оцена да се дај на тркава. Back to back лоши оцени за трките. Па не знам, јас ќе почнам дефинитивно. За кино бе не дадовме толку лоши за кино? Не беа толку лоши. Средна Па, мапа. лоши. Требаше по-лошо сега. Рачунај од 1 до 10, 5 дававме. Тоа е за нас лошо. Сега би дал од 1 до 5. Да, Јас да. лично. Од 1 до 10 дај. Од 1 до 10, Слаб од да. 1 до 10 оцена, али моја оцена е од 1 до 5. Добро, Да. мислев да не го менуваш. Да, ова. да. Такозвано 2. Зошто? Не знам, значи јас онаква трка немам да сега гледам, барем не памтам. Толку многу без акција, без буквално почна како почна така си завршија прилично. Особено Немаше во топ некоја 10 си- така скроз беше. Промен освен Луис кога претица Да. Хаджари, Мм. толку буквално. Да, таа очекувано беше Хамилтон. Па и тоа што Знаеш. се најави нели дошт, мислев дека ќе има Да. повеќе битки. Барем тоа ќе направеше нешто. Ќе направеше нешто вака. Немаше буквално акција, многу тивка трка, сите си влегоја во бокс, излегоја, Си заврши. ја. си Да. завршија буквално, тоа е тоа, не знам. Немам некој друг коментар за трка. Добро. Респект, окей, јас би дал еве за Кина, ако не се лажам, даров 5. Да. Епа, ај, ќе спуштам за пола, 4,5 нека види. Дефинитивно една тука се со Кина, ја би ги спорил еве во однос на акција, али тоа е тоа, отприлика немаше нешто доволно акција и на оваа трка добивме тоа што добивме, единствениот момент што беше така да се истакне малце беше со моментот со Ландо и со Верстапен, така Да, да, во питлейн. тоа е тоа. Рачуне во питлейн само истакнување, да, така тоа да е ти најважно, кажува тоа е- доволно Така за и тоа, беше тоа е цела сумира цела трка. Тоа е Да. сумира Борба цела. во 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 Питлейн. Питлин. четврката на цели 4. 4,5 еве би рекол финализирано. Јас со оглед на тоа дека победи Верстапен 10 од 10. Не. Да знаете. Се африкам. Не може. Глеј, како што почнуваш трка, мене цело време ми беше интересна, чисто ради тоа што, знаеш, си гледам само Верстапен и Норис пратам разлика. Нормално. Цело време беше една секунда, цело време бев онака напнат, така да полека ми растеше од цена, да речем, почнав од 2 од 10. Баш си размислував дури ја гледав трка, си викам што ќе идам ја на трка, онака рейтинг си викам 2, па 3 и на крај завршувам со 4. 4 од 10, полошо од Кина беше според мене, на Кина дадов 5. Мислам дека ова е едноставно резултат на за жал на овие класични легендарни патеки како Јапонија, како Сузука што е, Да, дека се направени за болиди што се многу помали од овие и едноставно тоа е, очекувавме и дошт, што не се случи, така да тоа може би малце ќе направиш некоја возбуда во стратегија оваона, ама ете во глобала тука сме кај што сме. Сузука е станува пополека едно од досадните патеки за жал. Историски доста многу Да. добри трки, али Да. Мислам дека треба малку тоа да се подебатира со ФИА и со Да. тие. Сигурно ќе почне да разгледува нешто што може да направи. Барем со Пирели да направат барем 2 стопа минимум на тркан, барем да биде поинтересно. Што И вака тоа немаше стварно, мислам многу да смени. Оти немаше Да. пак акција на патека. Значи, види,
некој ќе сгреши можеби. Можеби ќе заврнеше дошт ако се продолжи тркава, се не знам, јас Ма пич немаше потршувачка на гује, неш Прогноза- џабе ќе правеа два Па стопа. добро, Ова со еден супер сите Да, си да, тараја да, ич не неш. чуваја. Да, асфалт Холанда беше ладен, очекувано, мислам, затоа беше и асфалт вака. ладен, Да. гумите не се ни троше и буквално шо и да Ќе направиш видим. малку. Чим легендарна патека како Сузука вака досадна ни се гледа, значи сигурно нешто мора да Не, почна да мора. разгледува Како како што што направија кажат. Нели Година за- би гледале да е за замена. Монако, за Монако. Искрено. Да е за мене? Па, Тешко. Не знам колку сега легендарна до кога стаза е, бе. да, али гледаш, еве, полека Не, мислам дека акцијата. возачите немаат дозвола, чисто ради. Можно што и знам, да, многу да, е да, Не да. сме да се замени од причина што си има договор, не знам до кога, До која, а и да. воено е легендарна стаза До и има 2031 пари за мора да да има. Да, Значи, има. плата, има услови Повеќето за се да... скоро се сите продолжени до Да, до да. 20. А има и голем услов онака, значи сите услови му се исполнети од капацитет до све и свашта. Па не има голем нешто капацитет спрема другите трки, знаеш, Јапонија е едно од тука Мал, мал, од ама помалите, да. топ за Али да направи. секој е полно, секој е полно. Да. Нашите прогнози малку беа Горе долу. горе-долу, да се речи, За некој не баш како претходниот пат, А, како што ги разгледуваме, еве повторно мислам дека за пол сите промашивме, Не. мислам така. Да Давор не води, О, мислам, али сега ќе пресметам. ај ќе видиме сега. Ќе Дефинитивно. причиме колку Не е колку супрез поени Давор, ќе што Мислам ли? добие. дека како што кажа, да, за пол промашивме сите. Да. Да. Значи Сите Мекларен стави. јас го ставив Норис и Мартин исто, Давор го стави Ја не го Пиастри. ставив. Не, бе, Јас не, го тој ставив. го стави Тој- Пиастри. Да. Ја Норис го стави. Толку гледам. Нема врска. Пред тебе. Пред мене. Аз Пред ние што не мене. гледаме. Нема врска, нема врска. Добро. Значи никој тука Искрено за беше пол. Норис на пола, мајте Верстапен реши нешто од нигде никаде нешто. Да, магичен круг направи. магичен Зошто круг. да не? бе. Зашто Ама не? то по-натаму ќе Да, го дискутираме. Подетално. За победник јас го ставив Норис, исто и Мартин, ете тука сум гледал преже, а Давор го стави Верстапен. Да ви кажам кратка Ту-ту-ту-ру. приказна, сакаше да ја смени ова прогноза, Значи буквално многу Дека се дума, дискутиравме, да, да. 5 многу. минути пред да ги пуштиме прогнози, рече Па јас сакам да последно. ја сменам и на крај ете му се исплати. Така требало да биде. Така Тука треба. Давор Ја добива- манифестирав да победи Верстапен. Тука Давор добива Нема проблем поен, Верстапен. Сега имаш 4 поени вкупно, така да. Најголемо изненадување, Давор има ставено Racing Bulls. Тука вие ако одлучите ми дајте поен, знаеш чисто од ја ако Да. гледаме Да, како поен, тим, за да не избега. За наредната трка да Баш го сакам да му дајме, за Ајде, да биде окей, поинтересно. окей, може, Пола може. бод добиваш. ама вака со тимове ќе биде како нефер Сега предност види, имаш тим ставаш и некогаш пола поен ти е може да скоро имаш гарантиран. Да. И тоа е нешто за некојаш нели се дава по пола поен пример трка ако ќе се заврши пола. Или До- слично. Ај како сакате, јас Окей. Јас и ти нула давам, и- значи пошто Ајде, и на да, бе. претходниот пат нели си давав Да, пола да, да. поен за тимови, така да. Ајде. Фала. За мене Предност. јас го пишав Лиам Лосон. Не добивам поен дефинитивно, иако Па најдобар резултат му беше на трка. Да. очекував да Не, не, нешто не. подобро, али тоа понатаму човек се каже моето мислење. И Мартин стави Кими Антонели, па мислам дека може да се речи Антонели дека имаше добра трка искрено. Па и неколку рекорди сруши кој што Така да е. памтам, така да ајде може Мартин поен да Мислам дека добиеш. може да добија поен, пошто Ајде си шести поенче. Одма за Драсел, така да. Одлично, одлично. Дефинитивно за И пафала. разочарување Давор стави Кик Саубер, што е нормално. Дека најсейф опцијата што можеше да ја одбери, али добро. Дали да му дајме поен, не знам. Како сака? Еве Ќе пола разгледаме пола понатаму. поен и за двете Ајде, купно пола, еден дајте поен му, има. дајте му пола поен. нека Ајде. види. Разочарување за мене беше Јуки Цунода. Јас тука мислам дека треба да добијам цел поен. Искрено. Да, пошто дефинитивно. И крена очеку мислеше дека ќе пои на подиум. Али тешка работа. Мислам дека треба. Реално И- дискутабилно, ама ајде може да биде. Разочара сигурно тоа Red Bull што очекувам него. Па сите мислам. Па и сите дека за сега мислеа, ќе може. Го сменува Лосон и ајде сега онма топ 10 нема шанси. И Мартин ставил Ферари, па со тоа што бе има е најдобар викенд, не Да, би ги најмногу рекол баш поени. Да, разочарување. дефинитивно, али. Пошто стварно има е најдобар викенд као од овие три трки најдобар Да. викенд и до сега. Дефинитивно не би ставил. Кој беше најдобар возач спрема вас на тркава? Најдобар Што возач. беше гласан Јуки Цунода,
Ама за сега Да. имаме прашање. Има и прашање. Тоа е, да. Кој беше Најдобар заставен возач? Ајде би го ставил Верстапенот и дефинитивно неочекувано, јас не очекував дефинитивно Верстапен да се бори еве вака за победа, али разочаруваен исто од Макларен, затоа би го ставил Верстапен за возач на трка. За возач, ја мислам дека нема друг одговор освен Макс Верстапен, значи он нигде никаде да изваде круг за пол позиција, што никој не очекуваше и јас и претпоставам и вие не. Дефинитивно, А и дефинитивно. ја и да освои пол позиција, ја не очекував дека ќе издржи за време на трката, ама ете, така се погоди трката да нема толку многу пристигнување, така да ако одржуваш една секунда разлика и тоа е доволно. Така за мене возач Макс Верстапен. Па, џабе, че тупам кратко и јасно, Верстапен беше Точка. најдобар. Викенд Точка, за нема- Верстапен. Викенд за Верстапен, кој што кажа, сите нема Може што би да еден од се- најдобрите. За круго дефинитивно. За круго да, според мене. али ја Општо мислам и дека викендов. Да. Што ќе Стандард, видиш да. како е темпо на Red Bull Макларен. Во главно најдобар водач Верстапен, а најлош спрема сосем најдобар Верстапен, најлош водач. Ја мислам, дури се думаш, јас на Ајде, време остави ми време имам да се- одма да некој ми текна размислам. наум, ја би го ставил Ланс Строл. Мислам дека 20 се квалификуваше, 20 заврши, тој беше единствениот возач што си возеше слободен тренинг дефинитивно. заостануваше еден круг, тој само Да, рачуна да. и така да освојуваше поени на претhodните трки, така да ја би го ставил него еве како барем во муабетете, може Да. не е дефинитивно најлош, Па ама мислам дека 20 да завршиш. дека и тука нема многу тупење, ја би се сложил со исто искрено. Има е некој така еве за во очекувањата Може да може се би што каже, разочара, но, ама Хулкенберг, Бортолето, некој он ни М. фали. Па главно по тоа што кажа. да, ти Строл имаше освојуваше поени на поени, да. претходните две трки, ова трка беше ужасен. Мартин, ако имаш нешто? Еве јас би го кажал еве Карлос Сайнц дефинитивно. Искрено. Не е лош Оти млади. не напредуваше никако, имаше и доста излетување во 17-та кривина, ако не се лажам. Ај да, Тука, да. Кај зеленото нешто. доби и warning, така да ете би го извел Карлос Сайнц како еден од полошите возачи викендов. Пейн за мене. Жалам за Адриан, али тоа е резултатот. тоа Ајде, сега е албум ти е јасно. во поени супер. Да. Во шампионатот многу состојбата не се смени, да речем, на некој начин и први остана ја Макларен. Да, во шампионатот Нормално, затоа мислам, кој се двајцата горе стално на секоја трка, што се вели топ 3. Па и море, ете изјавата на Норис кој кажа Макларен е се единствениот тим со двајца добри возачи, така да. Не дека се согласувам многу, ама дека има двајца возачи што што вада максимум перформанси од својот болид, тука мислам дека не може да не се согласиме со Норис. Најмногу што вада. максимум може и уште дефинитивно да го извадам. Абе, Ова не. не е максимум, може да го извадам. Не е Дефинитивно. максимум, ама гледај, скоро Пак. сите трки се еден за друг. Например, Хамилтон и Леклер, еве денеска неколку позиции беа разлика, Расел и Антонели, еве се блиско, ама знаеш, Антонели минатата трка имаше проблеми. За Red Bull да не правиме муавет. Знаеме дека нема блиско да Верстапен, така мислам дека најблиск, барем возачи што се најблиско на како состав се Норис и Пиастри. Добро, пак може да се каже. тука треба Тоа не се дека ги прави гледа- други дека се лоши, само да напомени. Тука треба да се гледа и од кој контекст тоа го кажа, пошто Да. за пиар е тоа кажано као ние сме само двајцата најдобри, други не. Хм. А ако во тој контекст е спомнато негова страна, тогаш дефинитивно не е така. Не, пошто кажа дека и тој сам кажа дека не мисли така. Албон и Саинц се топи ако нема нема Абе, тако има се уште по- време болид да за- тој- Годинава, за да се еве, бора Сайнц горе. не е блиску до Албон. Има време за Саинц, ќе се навикне пак, али поглавно мислам дека не е точна таа изјава, мислам не е баш релевантна, туку зависи од кој контекст ја Да. гледаш. Доколку ако гледаме стварно кои се најблиску, дефинитивно се тие Да. и се горе цело време, значи се борат. И има се- најдобар болид. Има најдобар болид, јасно, Што е ама очекувано што да се кажа тупи. Мартин дали максимум го вада, тоа малку треба да се Дефинитивно. позборува. Да, да, Да. да. пошто и некако и самиот тим прави грешки во стратегија М, и во комуникацијата измеѓу Ландо и Оскар Пиастри. Да. Што еве да преминиме на тркава. Ја мислам дека ако има подобра стратегија од ова, тука и прашање едно имаме од Ивановски Д,
clean air is king, нормално, јасно. Дали мислите дека Мекларен може да ја тепа тркава доколку има подобра стратегија? Значи во тој контекст јас би кажал повеќето то зависи дали го гледаш како стратегија. Да, е на некој начин стратегија, али јас сум убеден дека ако Пиастри го остаја пред Ландо, така да ги сменеја, нели? При крајот. При крајот. Да. И во тие неколку трки неколку круга, простете, да пробаше Пиастри, може би че имаше стварно добра битка и Пиастри че го чуваше Верстапен за и Норис да може после да помине. Баш тоа го дискутиравме пред да дојдеме да снимиме нашиот подкаст, јас и Адриан, да му дај шанса, пушти го, гледаш дека е побрз. Пушти го, ако не може да остаса, ќе направиш ситуација како Хамилтон Боташ порано. Да, во Унгарија. Врати му ја позицијата и тоа е тоа. Барем дај му шанса, нека се проба да го остава. И ја мислам дека ништо немаше да изгуба Мекларен тоа да направи. Се претпоставувам и тоа мисли под стратегија, не е конкретно Па може да, за да. пит стопите, туку Да. конкретно за таа одлука. Така да ја мислам дека ништо немаше да изгуба Мекларен да му дозволеа на Пиастри. Отимаше темпо стварно на крај, онака делуваше како да е брз. И барем да проба. Може немаше да опрестини, па може после на крај да му рече само врати ја позицијата. И тоа е тоа. Тоа е најнормалното. Да. Свајчам да не му рече да се смена и да остана така, и Норис така го губи водство Да. во шампионатот, ама еве вака Али еве, што сега- кажуваме да се врата. Па каква водство за еден поен си? Барем е во Дефинитивно. водство, барем е во Водство. Ама водство. види, Ей, тоа пак, водство можеше друго е да водство. види не еден поен, туку да биде многу повеќе. Да. 10 зборувам. Значи како можеш да имаш најдобар болид и да не вадиш максимум од него? Значи ти добиваш Ја една мислам ваква дека- шанса конечно, значи Мекларен се враќа после толку време значи да се бори за врво и да се најдобри. Ајде да беа трети, четврти, окей, разбирам. Сега ти поставуваш основа, најдобар си, сите се плаша од тебе и ти оставаш да те тепа Red Bull, Max, што вози трет најбрз болид. At best. Прашање е дали е Да. трет, значи тоа не се знае. Пошто некогаш и вториот тим се по-добри. И да доставаш да те тепа Верстапен што се мачи со онаков болид, буквално го турка, како што пишавме во нашиот наслов, буквално го турка Трактор. Не, ќе речеме трактор турка. да ја качи цела планина и на крајов испаѓа пред нив, а тие двајцата се кара, значи двајца се кара, третиот Си користи. користи. 27 ситуација. Ама ја мислам дека кај Мекларен нему е толку проблем на тркава. Еве на тркава се да речеме одличи. Мене најмногу да речам ми смета, со мене не ми смета како Верстапен фан, ама најмногу мислам дека тие како тим треба да разгледаат и возачите да ги намала грешки во квалификациите. Особено во Q3. Оти пример, Мекларен цел викенд сега најбрзи на прв тренинг, најбрзи на втор тренинг, најбрзи на трет тренинг, најбрзи во Q1, најбрзи во Q2 и во Q3 Верстапен полти зема. Плюс Пиастри имаше на последниот круг во квалификациите најбрз втор сектор, најбрз трет сектор, а во првиот сектор застанал 30 за Верстапен. Направи Сега ти грешка, рачуне, Да, направи грешки, рачуне ти тој пак ги надоместил тие 30-тинки, оти беше многу блиску на краја. Рачуне колку имал брзина тој Мекларен. Еве и Норис направи грешка на првиот дел од квалификациите, во овие квалификации, во Кина нели правеше нонстоп грешки. Исто и во Австралија на првите кругови од Q3 исто така сгреши. Така мора да стана малку да си го зациментира тоа темпо, ти цел викенд има темпо на сите викенди до сега, ама кога ќе дојде најбитниот момент никош не капитализира на темпото на болидот. Ама гледај сега тука. Пак тие треба да, не знам дали да го проанализираат то подлабоко, пошто не можеш ти во Q3 да си најслаб човек. Не знам јас Дали сега има некој Мекларен шо. притисок тие и ние сме најдобри? И сега и сите мислат дека ќе бидеме на пол. Ами ајде, Може ако многу се најдобри, притиска, може ајде. многу притиска. Норис многу грешки правеше во предпоследната, нели Да. последната таа кривина. Чикана, да. Не можам јас да не дам јас за Мекларен изговор реално. Да сум во нивни па Не е изговор, затоа викам, Не е ги изговор. критикуваме. Да, ги критикуваме, али тие некош ќе кажа на пример сега најбрзи сме, а некој погрешува тоа. Значи нема да добар резултат, а го има најбрзиот болид и негова да максимум, како што кажавме пред. Единствено еве што може да ми текне како изговор е што еве Ландо многу пати има изјавено дека
Мекларен е брз, ама било многу тешко да се извлечи тој брзиот круг од Мекларен и затоа само еднаш на сите квалификации вада. Значи, не велам дека изгора, еве и на Верстапен во 2023 му беше некој тежок болидо на квалификации, па пак беше секош неверојатно. Сега му е па најтежок, па Да, пак е го тука. денеска беше прв. На минатата трка Расел пред Норис беше на квалификација. Ако правиме таква дебата веќе, значи не е се до тој болид, треба значи Возачите да ги среда добар, грешки. возачот ти стави го и во Така е. Точно, Значи имам точно. себе, че си Дефинитивно, ги земам, значи тој ќе дефинитивно. освојува секоја трка, значи ќе биде во топ 8 зборуваме. Значи не тука Мекларен треба малку да се подобра, не знам, Да. во тој сектор да речам, пошто Норис многу правеше грешки во сектор 3, а Пиастри направи грешка во сектор првиот еден. сектор. Да, да. А цело време беа јас на пример не ни очекував да бидат толку блиску. Значи Норис, Верстапен и Пиастри. Јас очекував да бида барем две десетинки пред Да, нив. па цел викенд така беше. Значи јас Да, очекував искрено Џорџ Расел трет да биде. да, јас. Ама мислам дека тој имаше проблем со Мерцедес. Да. како да го кажам, Загревање на гуми, Да. јас слушнав во дека има проблем. загревање и не успеа толку, значи буквално Мекларен таков проблем, значи да сега Се нема јавено не- кај нив не таков пријавил, проблем. да, и- да, и дефинитивно. се му е нив перфектно што се вели и кога ќе дојди главниот Клучниот, момент, да. дали е до притисок, не знам. Мене ми е И ја не некако знам. тука. Ама не е изговор тоа, ти мора да ги Не, користиш затоа овие викам, шанси. нема повеќе Ова, изговори. Сега Сега во позиција како Верстапен лани што беше. Верстапен сега не сите треба никаков максимуми изговор да остварани. бараш. Се што правиш треба да го правиш, да го вадиш максимуму. Нема Јас и искрено ги тука ги критикуваме, мислам сите дефинитивно. Да. Дефинитивно. Еве во Дефинитивно. конструктори си има предност, ама Ландо Норис е само еден поен пред Верстапен, рачуни. Ето тука е проблемов. после Дури сме Толку кај трки. Ландо Норис, имаме прашање од Наскич. Дали Мекларен го фаворизираат Норис, иако не се изјаснуваат така? Па мислам дека тоа беше за годинава, му беше изгледа цел. Еве лани, демек дава како првиот човек што може со Верстапен да се бори во атемпт, би рекол да се бори, така да Пробува да се бори. пробува, да, дефинитивно, али може и бете така подсвесно верува дека може уште Ландо и го покрива некако Пиастри, али не знам, еве дава нека каже мислење, што мислиш добро? Па, не знам ако станува конкретно збор за оти не одлучија Пиастри да го пушта, може и да изгледа така на површина, ама ја мислам дека Има не го некои знаци. фаворизира Норис искрено. Има некои мислам знаци, дека- во Австралија истото се случи. Ама во Австралија ви ја кажав зашто е така. Дека малце може и ради ово да Ама беше гледај, јас- закаснето. Можно е, али Не, ете, ја не мислам ги ништо дека собираме го некош фаворизира, тие- да веќе видиме. За се уште немало баш папаја Рус да му рече, уште не дошле до тоа. Пиастри има една победа, Норис има една победа. Не гледам причина зашто би го Нема фаворизирале папаја Норис. Рус, ама може да му рече. Може и да има некој, значи тоа да речам топкава да е малце на кај Норис. Мислам постар е во тимо, нормално е. Пиастри е помлад да речам во тој тим и лани Норис беше најблиску нели до Макс. Така. да. И Мекларен изгледа, значи смета валјда дека Норис е тој што може да го турни Верстапен. Сега дали е така тоа, ја мислам дека може и Пиастри Да. и дека не треба сега тимот да се реши кој е прв втор возач, али по овие три трки кој да ја фрла топкава на кај Норис. Има Па јасна спрема слика мене- за Норис зато. Спрема мене Пиастри е многу подобар во овие две трки, последните него ли Норис. А во триве? Добро, првата те паше Норис направи грешка двајцата. Па треба се Али гледа, пак си. види. И на првата трка Пиастри беше блиску. Беше. Нема збор. Само прва трка е, нема потреба од некој си претицување, пошто може да се чукна двајцата и да биде Така. и сепак тимо е приоритет на Нормално. крај од да, На крај. На крај. на крај. И општо, значи Пиастри во првиве три трки е за него блиску, Кина нели ја тепаше. Значи доминантно зборувам, еве, ко беше Норис пред Пиастри во Австралија, не беше Норис толку напред. Да.
А Пиастри во Кина го издоминира. Дефинитивно. Дали треба да се каже дека Норис треба да биде пред Пиастри во дуело со Верстапен? Не, ја мислам дека и Макларен не треба така, Значи, треба да му дава шанси на тој што подобар кој што е подобар во викендот, тој да Тоа е Да, точно. бија али- шанса. Пиастри беше, ја мислам дека ако не ја направеше грешката во прв сектор, Пиастри Пол ќе беше позиција. на Да. пол. дефинитивно. Пошто Норис Да, цело време со тој трет сектор имаше проблем. имаш. Надокнадуваше втор сектор, да. И ете, на крајот, трет сектор губеше, Верстапен си освои пол со 3 сектори персонал без, тоа е Да. тоа. Ни еден најбрз. На сите втор бил најбрз. Пиастри Мгм. и пак ете ќе кажам значи за стратегијата. Многу подобро ќе беше за Мекларен да го пуштија Пиастри. Пошто Норис очигледно е дека не знам Цела трка е за него, ете да може, ќе Сега- петица да Да, да. од пит боксов ода, овој веќе пред него, овој треба се пика Верстапен. Еј, што мислите бе за тоа? Кој Тоа е тоа си беше чисто, јас мислам дека Верстапен тука си беше Значи, пред. видиш, ја мислам дека Немаше беше чисто. тука што Изгледаше каде- многу немош тука да- подраматично. Немош тука да на- се протниш, а и Верстапен ете нештото Многу што порано Верстапен тргнал. го тој тие ги знае, тие се книгата, ја Да. знае на правилата, значи скроз има прочитано до последна страница, така да демек евентуално Ландо Норис го исклучил пит лимитерот Мгм. за да дојде поблиску. Можно е, Порано али... да има тргнато, да. Да. Ја имам така. Да, дека јас некој така го го каја. забележав многу побрзо дојде дека Ама и дека може да се каже дека она беше unsafe release од Мекларен. Да, Значи видиш онака да, На да, некој да. го начин- го на пушта некој и е начин- side by side, и е едно до едно. Али може. не беше нешто драматично, ете така за да речи за казна, Да. иако ете, Норис се пробал, ти таму беше единствена шанса Ја- така само. го заведија, али Значи како ако сакаш ти да бидеш шампион, мора да научиш да бидеш потемпераментен, значи потрпелив. Значи тука Норис немаше никако прилика да го претица. Немаш ти го питле на претицуеш Да, сега на да. цела стаза, не претицуеш тука. Застани си, престрои се за него и чекај прилика. Избрзува Ес некојаш, дека беше ете, тешко Норис. да се претица ради тој дартиер, нели, да. нечист воздух што го турка, тој што е, нели, кој ќе бркаше многу тешко да го Да, бркаш, боли дошла пошто напред на тој што е назад. ради тој дартиер Да. и сите честите тички што ида на кај вториот боли ти Ај малку баш и во е- пит стопот Мекларен надокнади на секунда на Red Bull. Тие има Да. 2-3 стоп Red Bull 3-3. Значи, Така малку да е да не тука- избрзал му ще бил поблиску на трка. Не знам. Јас искрено мислам дека малку го фаворизира, пак ќе кажам. Да, и јас така Причини што размислам. ете лани се бореше, Ајде ќе видиме уште мислам. али да видиме, сепак Мекларен пак се први во шампионатот, нема потреба друго што да се Не го зборува. мотивираате некош и на радио, ете гледаш, спрема пораките на од Норис радиото и на Пиастри. на Пиастри. Многу поразлично, јас така го сеќавам, таков вајб ми дава некош, али може би сум грешка. Мислам дека уште е рано, ќе видиме некош кој ќе има поконкретен дуел Да. меѓу нив, мислам Да. дека тоа ќе се види. Сега Пиастри, нели, нов договор има со Мекларен. Дали Норис ќе има нов договор? И тука може да се земи во предвид дали Ни прави игри некој. има некои игри, ама пак моменталната Абе Норис немаше ситуација онака таа е како мултијер. да, мислам дека таков Не договор знам. има. Пак ќе видиме како ќе се Поправите не во коментарите. Да. Јас. Мислам дека е 2025 и beyond, така пишуваше. Може. Па да, честитки за Мекларен, први во шампионатот, уште Да. мислам дека и тука нема рамен. Втори си остануваат Мерцедес. Една тивка трка за нив, Да, реално. Дефинитивно. Општо пак на квалификациите ќе се навратам сега кој што кажав. Расел очекував барем во топ 3 на квалификациите, Да. мислејќи ете дека како јас уствари годинава го гледам Расел како како тивок контендер за Шампионат. шампионатот. Да, со тивкото. Како конкурент. Зошто? Пошто секогаш е тој тука пак на крајот денот. Да, Мерцедес може се вторти, ама тој секогаш е во микс, еве Кина, нели, му се пикна нели, Добар, на добар, второ да. место. И Добар овде круг. мислев дека ако не е еве втор, барем трет и да му направи проблем на стартот, пошто тој пак е оној што прави проблеми, пошто Мерцедес се вторти. Верстапен може да прави проблеми овде. Ама Бахрейн, пример, нема да. Деф- Може би нема да прави. Да. Не го Иако гледам е да, тој Верстапен за тоа. Најдобар моментално, значи на Гридо, тоа го викендов си го кажа и стави печат и точка, Ако не знаеше некој. ако има уште некој. Сомнеш, да. Значи Мерцедес
Општо викајам, мислам дека тому беше нивиот максимум 5-то и 6-то поради квалификациите. Да. Расел можеше повеќе да извади Расел, да. квалификациите, од цело Антонели- време беше топ Антонели, 3-4. Прати темпо добро. Че да со прашувам, ти Расел. дали знаеш Антонели има возен да се во Јапонија? Мислам дека не. И од ти дека не. многу Не, се во Формула мачеше, 2. многу се мачеше на тренинзиве и на почетокот од квалификациите. Да, Цело да. време имаше голема И на разлика трката од Расел. доста излетување имаше исто на претпоследната крина. Имаше, да, ама пак да си само за Расел е топ за него. Да, Тоа е да, очекувано, тоа е, знаеш. Им да скрши сруши некој рекорд. рекорди, ето исто Да. тоа со Даур го Не, спомнавме. Антонели од трка на трка станува се подобар и подобар. Значи, иако е најмлад моментално во гридо, Да. стварно дава знаци така дека по некое време ќе се носи со Расел и стварно Мерцедес тогаш ќе има двајца конкуренти што ќе се бора за топ 3 зборувам Мм. позиции, пошто сега искрено не мислам дека Кими може да се бори за топ 3, а пак Расел може. Да. Што сепак е тука, тој пак Да, е да, во да. миксо. Али за во поени цело време мислам дека може Антонели си има и Да, брзина. бе, и за се е Како- цело време во поен. Да, да. Да, за поени дефинитивно. секако и се сепак бори. Мерцедес е втор најдобар тим, значи не може тој Да. да е надвор од поени. Да. Мислам срамота ќе биде да Да, биде. да. Ќе би е Лосон млад, ситуација. Мгм. Лиам Лосон, да, иако значи срам ќе биде како да кажам. Еј само да напомениме за рекордиве кои се да ги спомнуваме така за некој ако случајно не виде, не слушна, го сруши рекордот мислам за најмлад возач што има водена трка и ако не се лажам за најмлад возач што постави најбрз круг на една трка. Двата рекорди од Макс Верстапен му ги сруши, така да ете. Ама ја пропушти шансата да го сруши Да, рекордот за победник. најмлад возач што победил. Верстапен Ама му останува. беше последна трка, така да за сега останува рекорд. Тој рекорд тешко дека ќе се сруши М, дефинитивно. Антонели Дефинитивно. имаше стварно шанса, еве, ако видиш, само што не беше толку Да не спремен. бе, може Мекларен толку добри. Ќе имаше, пошто сепак Може да се Мекларен рече така. Нели Макс победи, Мерцедес се чукнаја во Шпанија и Да, така да, да. победи, па и сега требаше да се Такво е некој сценарио. Ама Тоа Расел ќе става, победеше да. така. нормално. Тоа звучи скроз на Расел победа. Дефинитивно. И имаше и плюс за Расел да беше као нели тука за нив, можеше да си надокнади нешто од пит стоп или слично. Тој Да. мислам дека се бореше со Шарл, дека Беше ама во на не секундно успеа време, пак. да. Тој the dirty air на англиски прави проблеми на Алко, стаза што е тесна и да и да немаш претицување, немаш буквално една DRS зона, е, само стартно целни правеци толку А и буквално. проба тој да влези порано од Леклер, да надокнади време или така Undercut, звано така андеркат, се- да. Да. Ама ете, не успеа и не беше. И Леклер одма влезе исти округ после него, мислам. Ете и тоа е некако беше лесна стратегија за сите. Верстапен влезе Норис, по него Леклер, по него и сите се Имаше влегоа. Една не знам, Статистика? Да, стат викаше као последен пат кога беа Верстапен и Норис 1-2, тепаше Расел. Австрија 2024 ствари. А на тоа не заврши еден да? Кога стартуваја 1-2, Верстапен прв, Норис втор, или не Обратно. памтам како стартуваја, али последен пат кога Верстапен прв, стартуваја 1 и 2, Расел беше нели прв. Епа слично имаше таков некој стат. Замислете тоа да се случи овде, ама Да. што кажав, Расел беше назад. Очекував да би погоре. Ма тоа сигурно само за ако е Верстапен прв, Мислам Норис второт дека- и Норис беше прв многу пати, Верстапен втор лани, Сингапур, Холандија, ваму таму, така да изгледа за Верстапен прв кој ја Норис втор. Може. Може би така. Секако не се ствари, Да, така не да се не оствари. победи Расел. Расел се надеваме дека ќе има подобра трка во Бахрейн и општо ова е тоа за Мерцедес, мислам, се тие гледаат да си го чуваат о второ место, Да. што има шанса. Да се брана од Ферари најмногу, ја би рекол дека Red треба да се Bull. брана. Red Bull има само Верстапен го има за сега. Многу жално, дефинитивно, али тоа е. Па и може да се премини на Red Bull. Red Bull се трет тим во шампионато. Ќе кажам, Верстапен е трет. Трет тим, Трет Верстапен. тим во Не треба Red Bull шампионато. Racing, Верстапен треба. Рейсинг. Верстапен Рейсинг, кој што кажа ти Трет мината тим во подкаст. шампионато. Прва трка со Юки. со новиот пар таkozvano Юки Макс. Прва трка за Юки во Red Bull. Видовме како се покажа. А убаво почна.
Имаш, ја мислев дека имаш А. шанси за многу. На првиот тренинг беше блиску, вториот не, Да, да. третиот блиску, Q1 блиску, Q2 многу далеку, така да. Значи јас ти кажам, Али таа ете, дебата. Еринсен возач од Red Bull сега второво седиште, што влегол во Q2, така последниве. Годинава можно е сигурно, Да, годинава неколку- сигурно е последни така, неколку ама трки, сега да. и Перес Последни ако не неколку трки. влегол. Перес цело време беше За сезонава кажувам. Ова е веќе сега Перес гледаме доста сами некако перформансите на Перес. Wow. Ја мислам дека hot take. Перес на оваа трка освојуваше поени. Да беше Red Bull. Па, осми се како? Може би. Погоре од осми. Ја мислам дека така ќе беше. Ама сега види пак тука, ќе се навратам на претходната трка кај што кажувавме за Јуки и за Лиам Лосон. Че јас ти кажав, тој болид ако имаш искуство, ќе го возиш. Перес имаше најмногу искуство, Па ето што правиш. ете беше тука. Лиам Лосон имаше најмалку искуство и беше последен. Значи сам Верстапен утврди дека не е до М. тој што вози, значи тој е до болидо. За Верстапен си го навикна тој болид и него за него му е, да речам, колку и да му е тешко да го вози, нема друга опција тој. Сега барем. Да. Пошто си има договор, а и не гледам кој тим сега би го зел, иако секој тим го сака Верстапен, Да. али веќе секој тим си гради некоја си своја основа околу тие што ги има. Се само да дојде Верстапен ќе биде он ново градење, иако сметам дека ќе се вклопи, ама сепак. Значи сакаш да кажеш Не можам сега резултатов да- овој од Јуки беше подобар од тие од Лосон чисто ради искуство од повеќе што Да. има. И тоа го кажав и на претходниот подкаст, кажав дека ако биде подобар, ќе биде подобар чисто на искуство Да. во Red Bull, од причина што тој имаше направено тестинг со Red Bull. Лосон возеше некои тестови, онакви shakedown тест, М. ама пак друго е кога ќе го возиш во трка или Да. на тестирање, друго е кога ќе го возиш на некој си shakedown тест кај што не ни цапаш толку многу, Да. значи тестираш компоненти и сето тоа. Тука е прашање од Лудука, мој драг другар, поздрав. Поздрав. Дали имаме некое мислење за второто место во Red Bull по перформансот на Јуки Цунода? Најактуелната тема годинава Најактуелната можно. тема. Цело време само за тоа би се зборувало. Да. Ја го кажав моето мислење, ќе го повторам пак. Лосон е подобар возач од Јуки за мене. Тоа е вкус, ако беше Јуки Поттик. пред него. Сето hot take. Може некој ќе речи јас го сакам поиќе Лосон, го мразам Јуки. Значи едноставно не го гледам Јуки во топ тим од причина што не ми изгледа дека може тој да се бори во трка. Докаже дека не може да се бори во трка. Ама Добро, никој прва не трка можеше е нова сега, трка, да. никој не се Нова бавеше никој не се рачуни. Пак бавеше, така направи да. некој Ајде. напредок. Ќе му Сега имаш простиме. 3 трки соред, така Да. да можеш слободно да си фатиш некој темпо. Рачуни нема предсезонски тестирања со Red Bull Лосон. Така, да. Имаше сепак така да. Имаше Да ама му дајме колку 3 трки еве сат време имаше на Лосон. Секој сат ете важен е сега за такво искуство. Немаше дали? ни сат, извини, полсат извози, проблеми имаш цело време. Пак тоа е моето мислење кој што го кажав, М. го имате на претходната епизода во кино. Ако имате мислење, повелете. Ма тоа е во главно ете се согласуваме. Посвари не се согласуваме Не со се тоа согласуваме. мислење, али Турно да јас мислам ете може да стекне поголемо искуство сега. Па и му е дадо е целосна сезона, така да дајте му сега уште малце време, сега го му дава време. Да. Ја мислам дека Ја мислам дека еве, сега ќе се подобри. Тоа јасно е. Значи, тоа секако јас пак значи тој ќе биде подобар од Лиам Лосон секако. Сметав дека карактерно ете Секако. Лиам Лосон лани во Мексико беше подобар карактерно прави муабет од Јуки. Ама Нормално. го очекував тоа да го придонесе јаве во Red Bull, не го придонесе малце, беше потивок, не донесе резултати добри, а Цунода секогаш го има истиот тоа веќе со години, таков е по карактер, али сега ќе Не. видиме резултати што ќе кажа. Кажа Верстапен, значи RB21 е лош болид. И кој да седни во болидот му треба време да се навика. Ја мислам дека во наредниот ветер ќе ја Јуки Цуначо Да. свој поени. Да. Ја така Може мислам. ќе Yes. се сложам, да, значи ја пак да не се сватиме грешно. Јуки е добар возач. Јас го, значи немам ништо против Јуки. Конкретно Secret само кажу. мислењето ми е такво што не го гледам како возач што може да се да биде конкурент со најдобрите. А тим како Red Bull мора да има
двајца такви, не може да има само еден. Значи Верстапен кога тогаш ќе замени. Така е, така. Јас затоа го гледам така Лосон и си останува на тоа мислење. За второто, ете, кој што кажа, чим Верстапен кажува дека тој болит е слаб, Да. тоа е мислењето. Кој да седни во тој болит му треба време. Да. Еве Јуки добива цела сезона, да се надеваме дека Ќе ќе се си го подобри. задржи тоа место, оти има трет што тропа на вратата. Изда има. Исак Хаџар. Дури сме кај Јуки, имаме прашање од Мара 2205. Зошто Јуки беше гласан за возач на денот, иако Мене имаше не многу беше ясно. подобри од него? Ја мислам дека чисто тоа е Јапонија ефект, изда се собра цела Може, Јапонија да, и да. гласаше за него. Да, освари да. Деби со Red Bull, така да ајде како Тоа е малце многу- како поддршка малце. Сите сигурно сите навивачи онде што беа Да. присутни на Од трката. чека сам, чекај да Гласа е гласаме. за Цунода, така да ја мислам дека ради тоа бил. А и општо може и некој навивач онака општо се чисто среќни од Јуки вози во Red Bull, едноставно сите сакаја тоа да биди, освен Адриан. Ама сите Дефинитивно. други сакаја. Адриан сигурно не гласаше Јуки Цунода возач на денот, тоа може да потврдиме. Да. Не гласам за никој. Реално ја не гласа. Искрено. Никој не гласа. Многу следев да не Излажавме да не се се дека доближи гласаме. Норис. Кажавте мислење Верстапен е возач, ете може и Антонели, али не може никој да му го земи тој Да. спотлайт на Верстапен сега. Да, дефинитивно. Значи кој да е. Беше гласан ради јапонците и тој мислам воут е сепак од нас сите како навивачи на спорто и нема никакво Влијание, да, влијание да, да. кон тоа кој е најдобар, значи тоа е само фан воут и секој го гласа тој што му е најубав или тој што или за тој што е. И ја би го гласал стално Албон, пример, ама како че не е така, не е. Не е, Зато да. ги гласа тие така. Или некогаш е случајо да му вратиме за претходната трка, да ме го гласале Берман, сега Антонели. Да, како што беше Окина. Што беше Окина. За Red Bull конкретно е тоа, имам уште едно прашање од Тренчески Кирил. Дали ова победа на Макс е знак дека тој се враќа во шампионатот? Па ја мислам дека цело време беше во шампионатот, во борба Да. за шампионатот, мислам дека ете минатата трка беше 8 поени зад Норис, така да. Али многу тоа е- победи ќе очекуваме од Верстапен. Аби да не биди, тој втор ќе биди, ќе го максимизира барем резултатот, така да, ја мислам дека на подиум секако ќе биди. Верстапен е во борба Јас- за шампионатот секако. Се сложувам со тоа, Верстапен никогаш не е отпишан од шампионатот, секогаш е тука и ако има и да вози, мислам за Хас, дека тука ќе биде дури не дојдиме до некоја средини, стварно Хас е лоши. Пошто е Верстапен и докажа викендов дека е зошто е 4-кратен светски шампион, иако на многу пати докажал, еве уште пак докажа М. и можам да го ставам Собира во докази. топ 5 Тоа е најдобри. искуството, дефинитивно тоа е. Можам да оставам Верстапен во топ 5 најдобри во историјата. Дефинитивно Реално, нема да. дебата, Може. Точно, Може. нема дебата тука. Човекот си покажува со значи тој покажува со акција, со дела. Не зборува многу. Не зборува многу и тоа е кај него предност. Неко Да. Норис на пример, нешто зборува глупости треси и ама после А јате Немам. Верстапен рекорд во Сузука 4 соред победи 4 во со Јапонија, ред, така ес. да се сака со Сузука. честитки. А и Браво. после на Да. нели со Хонда, Honda, да. партнерството го Да, завршува на високо. обе лежа перфектно. М. Еј, за Реално- Болидо не направивме му аве дека беше бел. да. Еј, стварно. Заборавивме скроз. Дефинитивно Најубавата прево. шара на болид во Дефинитивно. цела сезона и нема подобро. А и оделата му се до крајот, до Дефинитивно. крајот. Пол од Racing Bulls, пол во Турција, тој што беше во, според мене барем. Најубав до сега. Да, многу. го Шара топ 5 најдобри во историјата на шари, дефинитивно. дефинитивно, Може. дефинитивно. Многу добра боја, она баш флоу јако, не Да. знам. Аура има. пише. Бело со црвено. Ај, Убаво беше тоа. Мене ми е многу убаво што отргне Да, жолтото. да, да. Мене ме потсетите на Хамилтон дека во бело беше порано. Во бело. Во бело. Пишано мислам беше за да тепа со Хонда, Да, му држеше среќу. ко последна трка и од страна на маркетинг ете Јапонците се радува и за во, Верстапен. значи, Во глобала, да. Да, во глобала, Јуки. Домајчин возач за Хонда, иако не покажа некој перформанс, пак да речеме Да не се наврече. тука, да не се навречеме. навраќаме Да пак, продолжиме понапред. ти ми е смачено та Јуки и Лиам, само тоа.
Па, Дали времето може ќе да- си покажи само. очекуваме нешто повеќе од нив, мислам дека ова е некој мотив за нив за понатаму да бидат подобри и да му да на Верстапен тоа што му треба. Да, па и ова е некако символично за Red Bull, знаеш, ќе почне од петок многу ќе се мача и од нигде никаде оставува да пол Буквално. позиција, втор ќе заврши, па еве сега дури и победи така да свака му част секој некако успева да направи некоја Некојаш дури, пресвртница. ете, гледаш и Red Bull од со самите реакции крева вака раце. Да. Не Дали- знаеме што гледаме, ти си вика лудак, али Самото прославување на квалификациите кој освои Верстапен пол бе некако, знаеш, кој да Не беше знаеа ничего дека очекувано. квалификациите се битни, Да. кој да знае, значи како онака ја Верстапен го неам гледано Да. да се радува. Човекот Чим се Обично- дери тој, тоа обично- знаеш дека е Човекот тепа по многу лабава реакција има некој. побитни трки од ова, а буквално ова му беше кој шампионатот за го. Да. И мислам дека Кој освои четвртата титула Да. ако не се Да. дереше. Да. буквално мислам дека ова е да се речи дека е знак дека Верстапен е тука, ама не е враќање во шампионатот пошто беше цело Му дава ете жар му дава. Тука. Тоа е вака нешто кој че не е очекувано и тоа го Ја го продолжува низата од 10 сезони со ред со победа, така да. многу јак. Од име до водач, 15, кажав јас. 16. Браво. Еве и Давор како фан негов, мислам дека топ викенд ова за него. Убајни. И плюс го погоди како прогнозата. Prancing Horse, Ферари, Коњи. коњи. Најдобар викенд Ферари. дефинитивно за нив. Најдобар. Последни со тишина. во овие три трки, ако тоа не треба да биде нешто мотив. За нив, пошто лани ја завршија као конкуренти главни, а годинава не се воопшто конкуренти, буквално Мерцедес се конкуренти. Да. Да. Аура Минус. 4000, Перформанси. тркачко темпо перформанси. перформанс минус 4000. А Такво сите мислење. попа објаве за Леклер, ја мислам дека тој направи разлика викендов, беше многу брз пак. Ја мислам дека Мерцедес и Расел особено беа побрзи од Ферари, а мете на квалификации успеа Леклер да се Многу подобра, ја мислам дека квалификуваше многу четврт. подобра стратегија имаше Леклер спрема Хамилтон. Иако ете почнуваше 8 Хамилтон, ја би рекол да почнеш исто со Леклер, иста стратегија би било подобро со резултатот. Ништо не не верував. беше, ја мислам дека Не немаше верував смени. во да почнеш со хард. Не ми изгледаше многу промесени ете Што вчера. Немаше мислиш пред некој Антонели успех. дека ќе заврши? Ми сигурно можеше подобар резултат од ова. Имаше немаше Леклер докажа дека има треба си многу побрз и на многу подобри гуми за да го Гледај, немаше некој успех во таква алтернативна стратегија, поради тоа што стазата не беше ни толку, да речеш, немаше температура таква за Да. да менува. и немаше буквално такво трошење на гуми. Може би, Сите може, почнаа да. скоро на медиум, Хамилтон и не знам уште еден беше Хамилтон на беше хард, единствениот во првите 15 А, што беше на хард. Да. Бортолето и Духан беа на софт. Да. Мисли, тие ептен па грешна стратегија. И Строл мислам дека беше на софт или не. Или Не на сум медиум. сигурен, Нема не сум врска, сигурен, али не сум буквално алтернативната стратегија немаше некој клучен фактор не беше во тркава. Ете, хажеш го претица бар. Значи, ете, ама тоа го претица ради тоа што Заради- Ферари се Да, подобри, не ради мислам. стратегијата. Пошто нормално. се види дека Тоа не е нешто да видиш. Право. дека немаше место кај да се претица, беше таква трка буквално. Да, тоа викам. Ја мислам дека му вредеше бе да проба оти, тие се единствените што да на различна стратегија, повисоко од седми немаше да заврши секако. Може евентуално ја мислам дека ќе биде многу побрз на крај од Антонели, имаше Хамилтон, Да, медиум, Антонели, хард. Едно Ама време еве имаше Антонели скратено му доста избега. време, по една секунда беше. Да, и на крај И 10 секунди на разлика крајот. заврши. Али ете тоа е разликата. Проба да го претица, не успе и сепак Да. таа е алтернативна стратегија. Некогаш успеа, ама во овој случај не беше добра. Да, Хардо на а и Мерцедесот главно јас, функционираше подобро. Да. Медиум иако, за Ферари не баш, али иако ова е може најдобар викенд за Ферари, М. јас очекував да се бора со Мекларен викендов. да. Ами на тренинзи така Од изгледа. причина што во прв сектор Ферари беа најдобри. Значи на прв, втор тренинг ја го гледав Шарл како во првиот сектор беше значи баш најдобар, значи подобар од Пиастри што Пиастри го имаше најдобриот прв сектор, нели овој викенд и очекував Ферари да баш да прави проблем викендов, пошто Да. ете, И ја мислев дека ќе му биде уште половар од овој викенд дека ќе има. не знам, такво некој предчувство имав баш ради тоа што Кина му беше те голем пех, нели, ради дисквалификацијата и да врата на тоа очекував да има барем топ 3 финиш, Шарл да биде на подиумот, значи, ама пак за нив ова најдобар викенд и мора да се
Да града бидат ново. така Да се гради. потрпеливи, уште сме на почеток на сезона, ете и Да, лани каде. Red Bull беа најдобри по 5 трки, па ете Макларен Да. освоја нели шампионат. И ко че више на почеток на сезона имавме 4 трки со спринт трката, сите различни победници бе. Да. Да, тоа Норис, е многу да, сега имаме. Хамилтон, Пиастри, Верстапен, така да. Дали Еве, може може- не се наинтересни трки, ама има баре различни победници. Дали може да се повтори 2012 на првите 7 трки, 7 различни За сега сме Да, 3 од сега. 3. 3 од 3, да. Ама тешко е. Дали може Ферари да биде први во Бахрейн? Сега треба Леклер да победи, Хамилтон да Или победи, Леклер, Расел и Антонели уште така, само може. Други бе. Па оти да не и некој си од средниот Оти да не и Алекс Албон, стварно, Да. оти да не знам. Има Значи, ние брзина. што кажувам, треба Алекс Да Албон го се пофалиме, спомне. има брзина. Не, то треба дошт евентуално Да. да се случи. А овие следни трки нема дошт, пошто се ноќни и ретко паднало дошт. И не е таков, да речам, дел од годината кај што Мгм. врни дошт во тие дошт. земји. Да. И ништо очекував повеќе од Ферари, ама ете него искористија перформансо што треба да го има поточно, а го нема. Па нема што да искористат. Небитно, јас некој тресам глупости. За сега ете најдобра трка, резултат wise, така да Да. Само можам да кажам очекуваме подобар дека нормално. Шарл е многу подобар од Луис Хамилтон на овие трки спрема мене. Некако подобар перформанс вади од него. Во Јапонија дефинитивно. Да. Ја во Кина на спринтот беше многу подобар Пошто Хамилтон, многу ама на се- тркава Али тука не го стаза беа. е, тоа му е една од подобрите стази на Хамилтон, така да То многу се нешто збунија очигледно што во би рекол за тоа, за коментари такво нешто. Со тоа што го кажа Мартин, као тој што е најмногу во тимот треба да добива предност. Еве, Луис е поуспешен од Шарл, па Шарл е појак од него во Сам си ја Тоа не претел е- предност. Тоа не е, да, тоа не е Во за сите Ферари. тимови, јас и Да. она сакам да го потенцирам на тие што не го гледаја подкастите што се нафрлија само на видеото и што не прочитаа дескрипцијата, али не важеше тоа за сите тимови, тоа беше конкретно за Макларен, али еве се применува некош и за други тимови. А и за ланската сезона. И за конкретно, ланската за сезона, ете. 2024 Јас би за рекол Маклар. Општо Шарл има повеќе некако надеж периодов за да види нешто. Да. Што јас искрено да го еден возач од младиве, значи кога го тргам се Луис, што може да се парира со Верстапен е Шарл. И ја така мислам мислам. дека Да. И ти како фан на Верстапен може да го кажеш, Да. особено Најмногу битки со 2022 него кога има. ти Шарл беше- како Шарл, али Ферари. кога ти беше многу страв на првите 8 трки, Многу. дека може Ненормално брз беше Леклер на Ненормално првите 8 беше. трка, онака пол позиција по пол позиција редеше. И сега бе и да те прашам дали повеќе ти е страф од Норис или од Шарл, ќе ми кажеш Шарл дека ти е повеќе Вие страф. би Глеј, рекол, повеќе вие би рекол Шарл. повеќе ми е страф од Шарл, ама повеќе ми е страф од Макларен отколку од Ферари. Така, да, де, тука е разлика. тука е разлика. Возач и Шарл, тим Макларен. Да. Така би рекол. И Ферари последно може да се каже дека направија скок. Сега се значи четвртото место во шампионатот. Али Да. ете. Некој да Али се пред Тоа е надам. кој Ферари, например? некој ќе напред два чекори напред, па еден чекор назад, али Не веќе сега се покажува Сега, дека топ од ова 4 може тимови да се- почне да се гради така. Сега се покажува дека топ 4 тимови се овие уствари. Макларен, Мерцедес, Ред Бул и Очекувано, да. и Ферари. Не би рекол поинаку, да, нормално. Ферари према самото темпо и Макларен се најбрзи, Мерцедес втори, Ред Бул и Ферари се тука се пак Макс нели ги вади. Уште Red не Bull. се знаат и некој, уште не се привикнат на болидиве, пак. Само Има Макларен време. си Долга има сезона е. задржа Долга е ја сезона. водачкиот состав. Има така да. време, ама пак ќе кажам, времето е пари. Пошто стварно веќе треба да се чува и за 2026-та, кој како ќе се фокусира, не знам. Што не може тим ко Ферари да значи да нема цел да се бори за шампионат, а пак лани беа втори. Јас не знам зошто ете го смени болидо. Требаше да продолжи уште со минатата година. М. Да продолжи да града со тоа. Дефинитивно беше по-конзистентен. Да, Би не рекол може да болидо. знаеш, ете, Али- ама Ако ете тоа е Ферари, експериментира секош. некој кој не треба. Некош кој не треба. Али If it ain't broke, don't fix it. ма стварно добри резултати има и на последните трки минатата сезона. Јас мислев дека ќе продолжи со истиот болид
и да ги прата Мекларен. Мета Мекларен продолжи така. Мекларен продолжи и Му тоа се е исплати. Тие да не смени ја нешто. пробај Мислам да дека бараш, најмалку смени. пробај да најдиш време во добар болид. Зошто сега да градам сосема нов болид и да барам оно. Па тоа е тоа што сака да го кажа моите, поточно Williams, не сега и да преминиме на нив. Тоа е тоа што сака да го каже Джеймс Ваулс, дека ланската шасија е на овај болид само е оптимизирана за 2025. Рециклирана верзија поточно, Б верзија на ланскиот. И мислам дека тој му успева, значи еве Вилијамс тоа е, многу затоа. подобри од лани. Тоа сакам да три потенцирам трки- и јас. Први 3 трки, 4 со се спринт. Уствари на спринт нема ја поени, али еве првите 3 трки Албон завршува во поени. Да. Значи докажува дека if it ain't broke, don't fix it. Значи и Лани Вилијамс имаше одлична основа, само имаја проблеми со Голема штета. голема штета, што се случуваше често, а не требаше. Сега ете имам и спонзори, сето тоа мислам дека се одлични Вилијамс. Ја и ти реков, ако осво во Јапонија, ако освои конкретно ве албум поени во Јапонија, ја мислам дека на сите трки сега ќе биде во конкуренција за поени. Тоа е тоа. Така да триве трки првиве се различни секоја онака и добиваме малце слика за како би изгледала сезона. Уште е рано, ама сакам да кажам дека Вилијамс Не може да се дефинитивно се во борба за поени и секоја трка ќе биде. Во Сузука, Албон бар. Лани, во Сука, Лани, Албон имаше тежок судар и не ја заврши трката, иако претходно беше Австралија и нели таму Албон имаше голем судар нели во Австралија. Имаше проблеми Сарджент во Сузука Лани и тој се Да. судри и Албон и Лани немавме никаква трка, а година завршуваме во поени и сметам дека таа ете Б верзија на болидо од Лани ни дава одлична основа за да продолжиме така во оваа сезона, за да продолжа во тој контекст и да се фокусира на 2026. А за Sainz што ќе кажи? И мене за сега ми е едно од најголемите разочарувања сезона, стварно. Очекував многу повеќе. место, дефинитивно. Да. Гледај вака, Може не е место, ама е многу минимал напредок, покажува Sainz секоја трка. е возач што си има приспособено на многу болиди и колку и да се кажи дека е до болидо не е навикнат, мора и Се очекува од Sainz да има самиот возач мора да биде свесен дека овој тим сака долгорочен успех, не ичи сега. Сака значи по 2-3 сезони и да си има една константност. Ама има Сега- прилика и сега да освојува поени. Значи, чим Ајде, Албон гледаме. вози, еве, за многу што го смета Sainz дека е подобар од Албон, Вклучувајќи гледано мене. статистички е, Да. Ама за сега не се покажува така. да, сега не се покажува така. Па Пак се фалби до Албон. наврзувам Значи, за војан за видеото му е. Значи, чим Албон вади перформанс, логично е калибар ко Sainz да вади поиќе него ли Да. Албон. очекувано е барем. И да беше Sainz во поени на сите 3 трки, Вилијамс ќе беа во шампионато и пред Ферари. Да, и после За- оваа трка. Овие 3 трка, али не е целта пак да се бора со нив, целта е да бида најдобри во средниот ред. И ќе беа убедливо во поени најдобар тим во средниот ред. Немаше ни Хас да биде толку блиску, 4 по ени се Хас зад Вилијамс, а и Racing Bulls веќе полека нели надокнадува поени и се затоа Тие има темпо да надокнадат. Така дури да. Racing Bulls ја бих ставил 5 тим. Искрено, пошто Многу се- конзистентни се се, да. покажува на овие 2 трки. Али Аџар го керува тим, дефинитивно. али пак, значи во главно Максимо Вилијамс ко изваде цел викенд, Албон освои поени, стартуваше 9, заврши 9. Да. 2 поени Тоа е плюс тоа. во шампионатот. Но пред некако Хас нервозен беше без затркава Албон, не знам дали Да. го примети, само имаш се ист дереше проблем со поради. Верстапен. Да, да, нели, знам. на Ама него не му се среди качувањето толку на брзо. Брзини. Сега не знам тоа како функционира, кој беше проблемот, али Да. имаше проблем, дали до таа стаза е некој проблем или слично. Не знам, Па тоа е тоа. за треба Вилијамс, Sainz да се привикне веќе на болидо.
се не може Вилијамс стриктно за него да го гради тој болид, пошто Нормално. фокус е 2026, 27, 28. Така е. И Сајнс свесно мислам дека дојде во тимот, мо знаејќи гова. На тестирање беше најбрз, значи тој сам е разочаран од то. Кај го изгуби Кај замина темпово. темпово, да. Еве сега следува Бахрейн, значи ајде да видиме. Да. Иако различната температура е од тогаш до сега, многу потопло ќе биде сега. Кој ќе акција очекуваме сега? Ајде да видиме дали Сајнс, можеби Бахрейн е клучната точка за Сајнс, Почетоков на сезона да тргне. почетокот на сезоната, пошто има време, пак средниот ред освоја многу малку поени, 4 поени се максимум Да, во стандардна трка кова да се освои од средниот ред. така е. Пошто топ 7 позицијиве, еве 8 ако дојде Јуки, значи ќе бидат максимум 2 поени. И да биде Вилијамс значи 9 и 10 секоја трка, Вилијамс има 5-то место, значи сигурно 5-то место во шампионат. Да, да. Ама мора и да се вклучи и Сајнс, Мора. пошто калибар Текне како време. Сајнс не може да биде толку многу задалбан. Значи не може. А може па и Албон се истакнува како Че Албон врвен возач да речеме. спрема Оти мене да е не. врвен возач и затоа навијам за него. Да. Јас уште Еден од најскромните возачи. кога влезе во Дефинитивно. Формула 1, оперува во тој проект, и знаев дека кога тоа ќе се покажи, се покажува, не е баес, туку е вистина, Така е, така е. може да се сложи и сите, значи Албон покажува дека е водач на такво ниво кој што е Норис, Леклер, Албон, Леклер и Расел. М. Иако не вози таков болид, али сепак вади максимум од тоа што го има. Нема да си некоја така рете симпл трка. Како што беше за сите завршуваш. така и за нив. Само можам да кажам, да ќе потенцирам тука дека многу тимови не тераа според таа програма, нели, на секој тренинг ради проблемов со тревата. Накратко ќе Дефинитивно. опишам тука зошто тревата имаш така Пожари? Да. да. Тоа е тоа. Значи од самиот асфалт таа топлина што ствара тој асфалт, парчината од пневмат Од гумите, бе, брат. Тиците, Да. како што излетува, ода на тревата и тревата пошто беше сува се пали, значи накратко Да, поради тоа имаше тоа е тоа. толку проблеми, а 5-6 пожари првите имаш. два тренинзи Вториот слободен тренинг, ба. Да. беше, Цел тренинг помина во пожар. беше така да. многу топло, нели, а првите два тренинзи буквално Да, да. Може да се рече, вториот слободен тренинг гореше. гореше. On fire. Тревата чекаше дожд, па поради тоа се засуши, кој што пишаме во коментар. Во тамнейлот, простете. За Вилијамс не знам, тоа е тоа накратко, нема Па, тоа е тоа. Дури многу појче кажам. Сајнс имаше казна дури, значи А стварно Пак. го блокираше Луис Хамилтон, да. беше многу битно Колку два? стартното место Да, и да, затоа да. заврши нели 14. Може би че заврши. имаше шанса за поени некој. Who knows, али пак 12 да немаше. почнеш. Хас, браво си искрено. Очекувањата за Хас по првата трка беа дека се последнија сега се зад Вилијамс и Берман и Окон, извинете, само Берман покажува на овие три трки дека е постабилен од Окон. Тркава конкретно Тркава, Берман, да, минатата Берман Окон беше Не минатата добар. беше знам. Окон, така да. Окон беше минатата, ама Берман беше по поени. А Берман Да. стартуваше многу под Окон. Да. Код Да. на Сузука Берман нема мислам фазено. Берман заврши ти си предестеран е- Окон. И то многу предестеран. Дека се руки. То многу предестеран Окон. Значи Да. Берман А и покажува колку помалку искуство има наспрема Окон, така да ова е стварно браво за Берман. Инвестирајте во младите. Окон Младите требаше си да бина. биде Да. лидер во тимов на некој начин. Да, да, Дека е поискусен, да. иако Берман имаше искуство со Хас нели една трка. Две. Значи две Бако и Бразил. во Хас. Во Хас. Бако и Бразил. Беше во Баку.
Оу, не Во памтам. Баку да, али за Бразил им текнува, стварно? Беше. Добро, Добро, окей. да, имаше 2 трки, еве. Thank you very much. Али, ете ти No е... problem. Повеќе искуство во тимо, очекува Фокон како возач од сака да му врати на Алпин за тоа што го избрка многу порано. Дека дека тој ќе биде лидер во тимо, а уствари се покажува спротивното. Дека Да, да, Берман е лидер во тимо. Али пак моментално Хас се подобри од Алпин, така да на некој начин Да, ја али освои 10 поени тој на минатата трка сега. Берман се покажува по гладен него ли Окон. Сака Берман да биде Може да се помлад, каже, ајде. ама да, и помлад. Берман се покажува на некој начин дека винина треба да се запраша подобриве тимови ко Ферари нели дел од нивната Да. академија. Али тоа сега ќе се случи, јас мислам Јас дека... го гледам Берман како иден возач на Ферари после Луис. Па за сега Па и тоа е плано мислам дека сигурно. и Ферари, тој го цела. Да. Ферари не ни треба да оди пак на некој шампион, значи зборувам Нема, да. Верстапен. Ти кој што рече нели Да го зема, да, лично Верстапен да оди во Ферари. Правевме рече Да. Сакаш значи да поиди во тој Да, тим ја лично Верстапен, сакам да видам али Верстапен во Ферари, јас така. Али Ферари не го не замислувам би тако одел, нешто, да. Јас не го би одел замислувам. иако е Верстапен, пошто Берман покажува одличен перформанс и дека Дефинитивно, нема Виннина збор. може да биде новиот конкурент за Ферари, кој што Да, е да, да. Шарл, да биде проект и тој како проект Шарл, проект Берман. Окон некоја си трка немаше, Да. бојата иначе на Хас беше одлична со тие цреши. Да. Нивното, речам сега е таму цутот на црешите во Да. Јапонија и Да. стварно даде Има некој доста шмек убави на... гледки, А дефинитивно мислам ги дека стазат. тоа беше во како за оддавање почит на Toyota, нели сега и новиот на нивни Toyota. партнер, инаку не би имале ништо тие во конкретно во Јапонија. Па и Ама то ете. партнерство, мислам и одлична трка за нив спрема Дајте поени на партнерството. Значи баш добро го прогласија то партнерство. Со едно Што поенче. Берман освои поени, еден поен, еден. Да, што ти бе. кажав. Еден ама еден. Тие 3, 8, 9 и 10 се резервирани за тимови од средниот ред. Да. И Кој што ќе зграбчи треба тој. максимум да го извади. Тука Берман многу повеќе го покажува тоа него Естеван Окон. Ајде Ако ќе видиме имаш- има притрките се време. многу е Има рано, време. многу е рано за кажување. Има не време. велам не. Окон Двајцата имаше- се одлични според мене. Јас Хас кажав, има добра двојка што се вика. Реално. Јас кажав, Естебан имаше најдобра трка. Мислам, во Кина беше за мене нели driver of the day. Али пак Берман и на таа трка покажа перформанс одличен. Австралија нели се исчука многу поиќе, али ето то научи Берман и овие 2 трки Без инциденти. многу поспремен се. Јас го гледам него ли Естебан Окон да се бори во дуели и да ги завршува трките во поени. Глеј, Нешто за- што му треба на Хас Да, многу да. за Да вика појќе чао. за да се истакна над Racing Bulls или Aston Martin кој очекувам лично јас дека во текот на цела сезона ќе се врата. Астон Мартин или Рейсинг Булс? Да, двете екипи. Двете екипи? Двете екипи. Добро. Може би не, али сепак за тим кој Aston Martin не може да се бори за За ништо. за ништо сепак. за сега Толку да. пари се вложени таму. Да. Доколку немаме нешто за Хас, можеме да преминеме и ајде, за ајде. и на Јас Aston мислам. Убава Martin. транзиција за Астон Мартин. Седми се во шампионатот. Не, да. Седми во шампионатот. На толку пари вложено не треба да биде седми, али ете тој проект е спремен за 2026-та. Ако ништо барем Алонсо ја заврши трката овај пат. Да. Конечно, ајде честитки во Да. коментарите, конечно за сите навивачи на Фернандо. Да, не во поени, ама ја заврши, ете. Ланс Чекор 20 по слаба чекор. трка. Чекор по Чекор, чекор. Нема некоја најава за Астон Мартин дека може да биде подобри, али јас лично очекувам дека Тимо е свесен дека му треба ова, му треба на сите за да бида оптимисти за проектот што 2026. следува, пошто Да, да, сега да. дојде и Њуи. Е тука мислам дека веќе ги спрема, веќе се спрема за тој Да. премин. Со вакви перформанси само ќе му падне и мотивацијата и се... Да. Чекај, јас мислам дека Астон Мартин чека еве Да, Фернандо да искуси 2026-та, оти секако Ланс Строл ќе остани, тоа е факт. Да. Чека само Фернандо да видиме што ќе прави и да му речева поздрав
Не, А ја сам иначе- Фернандо ќе си замени. Добро, и ако то знам. сам да си Пошто замени. И Да. тој е свесен дека е веќе стари, дека и Да. младите Да, бе, да. влегуваат Да, Тој да, чека да. 2026 само. Да. Еве самата 2025 докаже дека младите се спремни. Дефинитивно. Веќе многу да речам тропа и од Формула 3, од Формула 2. Мгм. Ја можам да ти наборам едно 10 млади што јас ги гледам во Формула 1 сега. Така е, така е. 10. Некои се во Формула 2, некои се во Формула 3, некои не се нигде, само ја чекале шансата. Дефинитивно. А ја иначе мислам дека викаш Астон Мартин ќе се крене. Ја баш мислам дека ќе падне Астон Мартин. Оти моментално се е седми. Зад нив се Racing Bulls. Ја мислам дека Racing Тоа Bulls ќе се секако. крене над нив. Тоа е Хас ќе секако. биде подобри, јаве се покажува, освојува барем поени. Астон Мартин за сега е само на среќа да речеме освојува поени, кој ќе има инциденти. Ги гледам Хас, Вилијамс и Racing Bulls дефинитивно пред Астон Мартин сезона. Да, и јас би се согласила со Дека рече ќе се крене Астон Да, Мартин. сега јас не велам дека ми ќе се заврши. верува. Мислам дека еве ова сезона му е Наците. тежок промашај на Астон Мартин, според мене. Али Нека гледа, нека уча за нека гледа, 2026. да. Мора Наредната да година се- е доста, ете, Има шанса подобра и некоја има шанси сите. да види име. Мора да се земи фактот дека и можеби и ова му е така остаено као Баталија на спремаме моја за- сезонава? Да. Како што Може, правевме и за ама- номинацију подкаст за некој тим, ето, Пак, знаете, ова може му е Тим таа како сезона. Астон Мартин со толкава Инвестиција, амбиција не сме да си дозволи да се бори за ова. Значи, пошто на толку пари вложени, толкава екипа собрана, Да, значи да. зборувам на нова 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 Нова- точка. сечи ова. да. Значи на цел тој нов простор за да се гради тој болит. А за воздушен тунел кажем. Да, да. беше маре. тунел, све и свашта. Голема да, инвестиција, да, дефинитивно. да. Значи најаките инженери во спортот и сега ти да се бориш за седмо место не Ајде вреди, време да му дајме уште малце, ајде, граво. али пошто Ем, ќе се општо игравате како малку. Астон Мартин е тим што пак на крајот добива некој си перформанс и знај пошто нив малку му треба, не треба многу. Чи некоја не знам надградба и тоа е тоа. Ко Мекларен што направи? Така мислам, сега не знам, јас лично би ги гледал тука од тој аспект. Може. Може. Строл ете лоша трка имаше многу. Да. Не знам што да кажам, општо нема и некој општо викенд, лош викенд. Нема. Провалили Најлош ги. најлош Спрема сезонава. мене, ајде, би рекол. Алонсо направи грешка, нели, на вториот тренинг беше? А да, излета. Да, излета. в песок, значи Да. дали се тие воопшто спремни за 2026-та? Дали и Да бе, прво од Алонсо е 2025-та спремен. треба да се спремни. не знам. Шо и да се каже е малку. Пролазен викет, ете, би го сумбирале, еве, Астон Мартин, Да. како пролазен викет. Racing Bulls, мислам дека тоа е тоа за Астон Мартин. Дефинитивно. Racing Bulls 8, и ако не треба биде 8, Барем осваја поени на оваа трка, и тие се така нов да. состав, Лосон се враќа во тимот. Малку Хаджар, невидлива трка за Лосон, ја мислам дека имаше ете проба стратегија medium soft, ама не му успеа толку многу, така да. не знам за само до фербата, сега пак тој Да. уште е паннат, ја. Да, сигурно. Сега Не, Сигурно и тој има овој ефект. викенд му беше така Па и дизвол, нели ајде. Кој да речи дека Лосон е, не знам, ето и пак беше слаб, шо? Чи нормално е да е слаб, само до вербата му е паннат, каков да биде. Да. Ете на Ама мора да ја квалификација врати, не заврши може да е пред така Може да сега. речиш сега, Пак да кажав речиш јас. така, али Че има време, има 22 трки, сега 21. Трка, пошто тој колку што се бори за да го чува местото во Racing Bulls, толку се бори и за да остане во Формула 1. Да. Пошто тропа од Формула 2. Линдблад тропа на врата. Ќе искрши уште малце. А, пак, за Исак Хаджар, можам да кажам само Долема Сите браво, пафалби за искрено, Швајкон, стварно од ми е. сите млади до сега што се, иако јас го следев лани во Формула 2 и некако имав мал хейт, годинава почнам да го сакам, пошто стварно покажува дека е да. спремен за Формула Да, 1. неочекувана зрелост на која мене ми Покажува покажува нешто татко му на Хамилтон и се мотивира човек. Многу прави да се силите. на- Дефинитивно. Мене бенди се тој коментар што го пративте, мислам, изјавата што му беше негова, дека
кога прашале демек Да. сменети ти се реакциите од лани онака од Формула 2 сезонот, па тој вика, па ова е веќе Формула 1, не можам Не да можам плачам ја, јас да, повеќе како да. да се понашам како Формула 2, така тоа многу ме бендисува. За мене лично најдобар од новите, ама ете Антонели има подобар болид за да покажува, има може и подобар потенцијал, ама Иса Хаџар стварно сите очекуваме Како и над мене. човек што ете гледа потенцијал само Марко гледаш потенцијал во него, а не Свето, пошто Свето гледа во Антонели. Да, Значи лани за Хаџар беше тешка сезона, иако заврши втор, му се случи пех на последната трка во Абу Даби, во борбата за шампионатот со Бортолето. Бортолето. Накратко не ни ја стартува тркава, антистол направи во тој премин од Да, тоа беше од Лер во прва и му столна болидо, не му тргне и не ни добивме некоја си борба за шампионат. Бортолето беше крунисан. да. Мислам дека тоа многу доби зрелост и кој што кажа изјави дека не е во Формула 2 веќе е пико на Моторспорт. да, моторспортот. И еве веќе две трки со ред се квалификува седми, значи најдобар од останатите. Да. Значи пред Хамилтон квалификации. Да, преди Тоа- тоа негов. Би го значи, жел момчето every day што се вика. покажува- Момчето покажува дека може би тропа наврата за Red Bull, ама Сите ве троба некако. ја не би да го Не тропа и викнам рано во тие. старт. Да, порно не троба. Не тропа А и и рано. самиот треба да е свесен дека едноставно и да му се дај таа прилика. Да ако и ја речи не прифати, само. може Да. може и да е за негово добро да не ја прифати. Да, да, дефинитивно. Се што е брзо. Нека го гледа некој друг Ја мислам тим. дека и не би прифатил искрено. Не, мора да Така- прифатиш така ми чисто изгледа. за да Добро, покажеш сега. храброст дека сакаш да возиш Да, за Али ете че врвен куцкаш тим. еве сега Или- во случај како е Лиам Лосон претходно и како Мора да цунува ги за земеш сега. сите шанси, сите го гледа Тоа е Red Bull добро, како еден од Друго е првите добро. тимови. во прв тим, друго е во втор. Значи повеќе привилегии добиваш во првиот тим. Да. Што е многу јасно. Али јас би извозил еве да сум на местото на Хаџар би извозил еве. Абе не, нема мислам Red Bull да Не направи би такво го нешто. ставил, Нема да. шанси, нема шанси. Добро, али Каже, алтернативен ете, свет дека- еве би кажал би извозил сезона Треба- за Racing Bulls. Па што Ако би може нека туку биде. наредната сезона би било. Да. Евентуално треба Јуки Ептен да е слаб, значи исто како Лосон да почне само 20 да се квалификува Да. и Или да се тогаш веќе да исчукува. направи Али да не некој биде премин. сега дајте друго дете. Па види, Да. Алекс Албон така доби шанса, нели Гасли беше промовиран. Првата полусезона беше Гасли, втората полусезона беше Албон, а беше дебитант таа сезона во Формула 1. Така. Да, ама еве овие веќе Red Bull направија замена така. Ајде тука чепреш за Да се мене, тоа е тоа. надевам дека нема да ја направи, Да. пошто и ја неичам, пошто ќе му се руши цела кариера На Хаџар. него, а стварно е многу проспективен возач, што мислам дека има шанси во иднина да биде еден од подобрите, иако е рано, сепак веќе еве и Лосон го значи бедливо заврши пред Лосон. Да. Иако И пак како ќе што речам, кажавме, Лосон очекувано. сега не треба да се бори со Исак, туку треба да се бори со самиот себе си. Да. Да си ја врати Точно. само до вербата и да му покаже на сите тоа што го кажав јас дека не е слаб возач. Едноставно не му се даде толку прилика. Значи тоа е тоа. зборувам во Red Bull, тој има прилика 21 на трка сега се докаже дека е за Формула 1. Да. Али пак со таа самодоверба му треба време. Албон ете му требаше време. Нели 2021 не беше дел од Формула 1, се врати и покажа зашто е дел од Формула 1. Се врати ги имаше посилен. истите критики како Лосон. Ајде не баш истите, али имаше тука негде слични критики и се врати во Вилијамс и сега е веќе прв возач на Вилијамс и Да, да. дел Да не од биде тој дека го вртиме мавето, што го јас правевме имам- истиот муабет и на минатиот подкаст имам така да. замислено. На сите подкасти за На Red сите Bull исто Мислам само да дека за ги гледам за по мене петти се бра. тим Racing Bulls, иако ете не се моментално пети, туку се осми, очекувам многу подобра подобар викенд во Бахрейн и понатаму во цела сезона. Сепак пак стратегијата е клучен фактор во некои трки и тоа треба нив Да. да му биде корепер, пошто Точно. тука ги греша најмногу стварите. Тоа е тоа, јас сметам да Racing Bulls. Кик Саубер следни 9-ти. И јас не ги видов на тркава нигде. Тоа се е прави. најголемо Како разочарување. Мислам дека Како може тим нигде не не ги скроз видов, тука така да скратиме. Да, да, Да. Сауер. Санив, Хулкенберг и Бортолето. Ова е баш 2024 трка, еве Строл само за нив беше и толку. Никаква трка, нема ништо да се зборува ако имате нешто пишете во коментари, ама нема што стварно. Да.
лоша трка и според нивните очекувања, кој што кажав на минатио, Ајде, спремајте кажи се го, за мабет. 2026 Пијајте пијајте кафе. кафе. Како Тоа е што тоа. прави мене е се. Тоа е тоа, така да. Дефинитивно немаше. Преминува оно, брат. И последни што никој не очекуваше, јас не очекував лично според тоа лани, Yes. Алпин, Гасли и Духан. Човек кој што мисли дека во 2026 може да биде светски шампион. Кој стейтмент, брат. Брат. Мора гледај Мерцедес мотор може да е толку јак, од кај знаеш, гледај сите, на сите му дава само добар Мерцедес мотор. Такво нешто јас од Гасли не би очекувал да го зија, ако е па сега до толку сигурен за тоа нешто, нека ако му Имаше многу ал- коментари. нека му држи вода. Многу интересни коментари држи Јас стварно вода. имаш. астронавт можам да си. Дефинитивно. И јас можам. И јас можам, да, многу. Shout out to them. Да, да. Се знаете кои сте. Абрашевски Милан, ќе го спомнам, поздрав и до Борјан, нашиот најредовен Да. коментатор во коментари. Ако гледате на Голем Инстаграм, да. поздрав искрено и Ако гледате на Инстаграм Борјан наш Нај- пост, најак си, коментари, Борјан. да, знаете дека ги прегледуваме, Да. иако и се смееме, и нормално, се нали? смееме на нив дефинитивно. Не знам, ајде да почнеме од тренингов, пошто викендов за Алпин баш почна од тренингов со таа глупост на Духан што ја направи. Значи не можеш ти да возиш во Формула 1 во играта исто како во real life. Конкретно во Човекот сака да се симулаторот. испробува. Конкретно Човекот во сака да се симулаторот. испробува. Како да објаснам, прва кривина ја возел со отворен ДРС, а тоа сите знаеме дека не може да се оствари од причина што се губи контрола на болидот и самото тоа поминување на воздухот не се сечи. И се случува инцидент како што се случи. ДРС-от се затвора доколку ќе закочиш, то самото е активирано или доколку одиш во таа кривина без да стегниш кочница, имаш дугме за да го исклучиш на кратко и јасно. Да. Па Духан сакал, имал некој трик, возел на симулаторот и Најпаметен испад. увидел Да го дека испробам може законот. со кочница да отпушти газ и пак да закочи, па да влези во кривината и ете се покажа неуспешно. Абе види тој пробувал така во симулатор, ама претходниот круг што го направил брз круг, истото го направил, малку стегнал на кочницата, му се исклучил ДРС-от и ја поминал првата кривина. На наредниот круг имаше телеметри дека малце притиска на кочницата, така да може и тоа да. нешто да имало И тоа, ама проблем. не Не е знам, паметно мене Но ми ти се кога ќе Забе. закочиш, се исклучува ДРС, нормално. Да, И ова али- ја имаше, нели, и ти го прати видеото, дека има малце се покажува на тоа видеото, онака дека стега малце на кочницата пред кривината, ама не му се првата исклучи. кривина не се кочи. Така да возиш- попаметно Не, ти е да не е за исклучиш кочење, малку DRS стегаш колку и да- да Да, играш на сигурно. попаметно би им било да остави копчето, мете на претходниот круг го направи истото. Ама види се, ти возиш тврди гуми и возиш со без да отпуштиш газ во прва кривина и ДРС отворен. Значи зборувам тврди гуми возиш. Немаш Гумите што толку. има најмалку грип во такви ствари. Ама тој не пробуваше да влези со Не, ДРС во кривината. Да, пробал да Да ги исклучи. не, па. Да, ама сакам да ти кажам. Требало дека на копчето наместо на дека кочницата, ти ја мислам дека е возиш, заклучува. со тврди гуми имаш копче, сум се јесте дека е нов, ама Да. се сите прават со, значи сите го гасат тоа дугме, тој се прави паметен, пробувал нешто. Ама ти доста. кажувам на претходниот круг стегнал на кочница, Ама се знам, исклучило. гледав, Значи, Јасно ми беше. Ама да ти студио, кажам, малку јавно го студио. оправдувам, Значи, малку тоа го е оправдувам. грешка негова, значи не е исто на симулатор и во real life. Брат, на претходниот круг истото Ама го направил добро, колку пати ја ти разбирам. кажам, не е само Значи симулатор. види, пак ќе ти кажам тука. Тоа те успева еднаш, ама не секогаш. Па, Еми, ај сега, тоа не е само на симулатор, него Шо ај му ти е текне тебе одочи се најубаво, прави. Ја да тоа стегнеш напушна студиото, не дугмето се и да... Значи Ти ќе најубаво ти пресечеш. е кратко. Дугмето трас, толку. Разбирам, Е, само ти така, кажувам дека Знам. да не се случува луѓето во минатиот круг, че викав че се гласува скросата. Само ти кажувам дека малку оправдувам од јата. Еднаш го направил истиот потег, му бил успешен, поминал низ кривината, вториот круг ете се Имаше избрат. некои као спекулации као самиот ДРС му се зафркнал Да, останал заглавен може. од страна на некои снимки, али мајте еве да речиме дека е и до грешка.
Ако имаш дугме за тоа, влегуваш во кривината, стегни го, чао пријатно и не Од сега сигурно Добре, ќе си што го знае. пробам Од сега на сигурно ќе тренинг го да го стегне. пробаш. Да, На на нешто тренинг друго. го пробам, штета, знаеш колку е штета? Па сега Ама Милион и- и пол. играта и реалниот свет е на исто. тренинг, нели? Му Милион и пол возеше штета. А требаше некој друг Рио, возач. како се каже? Рио. Рио Хиракава требаше Рио да Хиракава. Хиракава возеше возеше на на првиот првиот и на вториот. Се чука и само Да. третиот беше така да. Да, сега уште му го памтам кадарот така на Рио со намурите на фацата како. Дали стварно сега го направи ова речи? Да, бе, Ма не, механичарите потешко маста и Рио. си возеше на прв, нели? На втор. Да. Мислам, покажа Да, перформанс дека Алпин има потенцијал барем за во, па да речеме, поени, ама. Да. Па беа многу назад на некој начин. Сега, пак че ова ќе дам еден bold statement, мислам дека овие две трки му се последни две трки на дух. О. Мислиш сега че има она? Последни две трки, Бахрейн и Бахрейн Арабија? и- А, Можно. Саудиска и дека Колапинто ќе си влези од Мајами па натаму. Може би сум грешка, али некој мислење ми е такво. не е Значи се невозможно, гледа- не е невозможно. Се гледа веќе дека духа не отпишан, многу грешки почна да прави, иако е со Гасли тука, на трките тркава нели беа мислам Тука негде бе едно време, мислам. 15-16 Да. и 16-17 небитно, беа тука, беше блиску, ама прави грешки. Цело време прави грешки. Ајде, една грешка е окей. Ти правиш секоја трка по две грешки минимум. Тоа е ставно знак дека Духан не е спремен за Формула 1. А и по многу Има притисок. сите млади, значи еве и Исак не прави грешки, па никому ништо. Сите еве се тука. Духан прави најмногу грешки. Единствената грешка. И е на под Хаджар, најмногу што притисок. беше во Австралија ете што направио. Да, на Иако е Формација за притисок крк. од Да. Алпин, да. Ти Не, треба те разбирам, нема ментално оправдување да ни го тоа. изградиш Да, тој да. и да си свесен дека имаш притисок, покажи дека не е така. М. И веќе многу се оди кон тоа дека Колапинто ќе биде возачо, ќе зборувам од аспект на спонзори, фанови, навивачи, сето, се во едно. И самите грешки. Колапинто носи повеќе маркетинг во тимо, а сега многу е битно и таа пара плюс што ќе дојде во тимо. Поради амбициите на Алпин, кој што кажа Гасли, сакаме да бидеме шампиони во 2006. Јака Ајде да амбиција видиме. Гасли. Нема браво. шанси. Алола ти. Кратко, јасно, ќе скратам, на толку конкурентен грид ти нема шанси да бидеш шампион. Браво, реално, Гасли те поздравуваме тоа. Не е така? Така е. Дали ти мислиш дека Гасли може да отепа Нема Макс? шанси, тоа е. тоа Јас се- навивам за Вилијамс и јас мислам дека Албон и Саинц нема шанси да отепа Макс. Или зборувам Шарл. Значи ја мислам дека може да биде. Јас мислам дека може да биде тука. Макларен 2027 јас мислам дека ќе биде. Ама сакам да ти кажам дека треба да го искусиш тоа нешто, кој што лани го искусија Норис со Хекларен и сега се спремни да бидат шампиони, ама самите си прават грешки, самите на крај ќе се бидат криви ако не биде. Така е, така. Да. Па истото е и за Алпин, не можеш ти он чекај се ти се бориш во средниот ред директ скокаш прв си, нема шанси. Гасли Ами- смири се малце, бе, брат, смири се. Слична Знам, ситуација јасно ме за- Макларен, знаете дека беше слаб, па дојде одма, Ама што се вика, постепено се надоградува. да. Па Не не може ти беше Алпин баш да- постепено. Не беше баш кажам, постепено, многу јак јас скок не направи дојде време, да. 2024. Не, Ама тоа е убаво пресметани надград би ја би рекол од Макларен лоша повеќе. трка има и Алпин и лош стейтмент. Единствен тим без Некој поени амбициозен. останува уште. Да, не, и лош. Ете Саубер има. Вау. Ама Тие пак кафи што пијат, значи поенима, браво. гледавме лани како беше. Беа последни на крај завршеше. Не, сигурно часва поени. Има Сега време. само ти кажам за се. Дали Гасли ќе го послуша, пошто Гасли му рекол фокусирајте се на 2026, не знам. Така му рекол? Да, значи уште на предсезонските тестирања му рекол луѓе оставите го, Ами фокусирајте да ти се. кажам право. Може да е тоа фактор. Зашто да не? Може да е тоа Може фактор. би Зато има и мисли нешто- дека ќе биде шампион може. Може Може би верува има нешто по Гасли. испод ракава, така да. Да. Кој јас што верувам Чуј, во Вилијамс дека Види? значи кој јас што верувам во Вилијамс дека 2027 еве јас и лично мислам дека можеме да се Прогноза бориме за 2027. шампионат. Да, малце се болт, ама ќе правиме муваме 2027. Памтете го ма бе. Футуристик. Како го памтите? До тогаш. Алпин Тоа е тоа Алпин. последни шампионато најлошо до сега. И ова трка беше за нив лоша. Да. Потенцијал нула,
Не знам, не ни ги забележав, освен ова со Духан што се случи, ништо. Тоа беше на интересно за нив во За трката, нив да. тивки, ниту за нигде. Не знам, главно тоа е тоа за викендов, накратко ете Да. на детална анализа. Да. Иако Останати немаше многу за прашања. анализирање, Знаеме да извајме. ние знаеме да извајме материјал, така да. Останати прашања немаме, ги Да, сите беа во одговоривме сите, може да се премени на нашата лига во фантазии. Ајде. Тука е малку Кој стои тесно. на што? Да Ќе ги кажувам? кажуваш? Да. Ајде. Па после една дополни, значи пак фала ви на сите што се приклучивте значи на лигата, бројката се зголемува со секоја трка. Многу ви благодариме. Се разбира, можете секогаш да се вклучите, значи па ни тебе ги број што дознавме по оваа трка, така да имате детални насоки за на нашиот Инстаграм профил, на врвот на нашиот Инстаграм профил. И сега еве имаме промена на врвот во лигата во во нашата лига, значи Money Racing е турнат, ги имаме Мекшуман Racing Team од Виктор Шумановски, 598 поени има, значи Виктор Шумановски мислам дека имаше коментирано на YouTube дека штета што не се приклучил, но ете сепак не е толку штета, поените ти се важат, сега си на врвот, честитки. Браво, Викторче. Вторе, браво Виктор, да. Втор ги имаме Racing Money од Мартин Димитриовски, значи тимот што водеше до сега, 575 поени, значи сепак е блиску. И трет All Faith in McLaren од Сара Јованова, 560 поени. Нашиот Честитки до шампионат сите. е многу поубав него ли шампионатот во Формула 1. За тимови ако правиме Интересно е, муабет, интересно е, да. реално, Па да. за тимови, Да. Реално. Пошто овие се Следете пак сектор на фантазија. овие се сепак тимови. Еден. Да. Се тимови кој ќе видиш. Фер. Дефинитивно одличен шампионат. Сектор 1, значи нашиот тим е на 17-то место. Само да Ајджаме. проверам пак. Пајџаме, ама Никако ти Не се Ама ни па играме не искрено. менуваме. Ако Не ние менуваме, сме ние. константни, ние не сме Red Bull. бројката е сега на 61 тим. Друго е. Да се надеваме дека ќе има уште повеќе. Да, сите Еве. сте добре дојдени. Значи секој по Н се префрла. Да. Се Никош знам, не е касно ти да се кажа приклучи. бројки, ама овде се сменети, дали не се одземени некои поени. Стварно? Да. А позиција да нима сменете Не, или? 619 вика Мек Шуман Racing Да. Team, Може, преđe така беа. 594 Мартин Димитриовски со Racing Money и 583 All Faith in McLaren од Сара Јованова. Окей. Абе, Нешто дечки, може браво. си Добро, не на... има врска и ние не сме експерти во фантази. Пополека учиме. нашата лига е само дел за вас, за вие да се надпреварувате, Забавуваат. а на крајот од ова сезона следува награда. Да. За фантази тоа е тоа. Тркачки викенд во Јапонија тоа е тоа. Не Да. знам, Имаме 3 со ред, така сега е втора од 3. прва од последователните трки. Да. Втора е Бахрейн, можеме да направиме на кратка најава. Да. Овој време дефинитивно ти сутрински трки сме. Уште се некош не. Утринските Ајде, поминаја, трки завршуваат поминаја, сега, Не сакам да. јас сутрински трки, така да Значи, преферирам до повеќе вака. Лас Вегас, ако не се лажам, Да. сите трки се од 3 па натаму. Одлично. Европската сезона се уште не е почнат, али Се ближи. се ближи по полека Да. и ама пак ете веќе со времето сега сите трки се после, кој што кажав, 3 Да. натаму. Подобро за Бахрейн, спијање. ко големата награда на Дефинитивно. Бахрейн, лично за мене омилена стаза, Е, браво. омилена патека, да, и Не го знаев очекувам ова, дефинитивно. одлична трка. Најава кратка, очекувам многу поиќе акција во тркава, него ли во И овие самата последни стаза, да, две. има доста прилики за Патеката има притисување, така прилики да многу за притисување и одлична патека и леаути се. Херман Тилке, честитки, мислам дека Ја погодира тоа. дефинитивно. не Херман Тилке ги има најдобрите Најлегендарните стази. патеки, значи тоа е факти. Нема тука шо. Рани М. прогнози некој за Бахрейн да нема. Не, мислам дека Ферари е време да се врати на врво, очекувам, значи, победа од Ферари. Победа од Ферари. Ооо. Очекувам, Јас со не подиум, знам. тие треба со Запрете го, подиум да запрете го бидам тука, задоволен. дечко. Може ќе го Јас би сменам рекол подиум, мислењето. али- Сакам Ферари да го видам Ајде, четврток ќе прв види. во Бахрейн. И- Шарл Леклер сакам да го видам прв во Бахрейн. Ако Ај го пиши го четврток. ќе го пишам, еве. Дефинитивно, ето Прогнози прогнозите што Леклер, сега Тоа е почнува. интересно. победа во Бахрейн, и ако не треба да го правам ова, Шок пошто момент. сум надато поени, шок момент. Дај Боже, сакам лично Ферари, Бахрейн се некоја си одлична комбинација, некако, не знам, таа боја на таа ноќна патека и да потенцираме ноќна патека.
Да. Прва научна трка во ова Година, сезона. да. Ја мислам дека Мекларен ќе има најдобрата трка до сега што Јеста. имале. Мислам дека 1-2? 1-2 дефинитивно и ќе Може би не, има два, еве така, ама пак Значи, секако сега на според- подиум или 1-2. победа, секако очекувам. Алтернативниот универзум да победа Ферари. Абе, Но сам црвено, види. Има шанси Потајно Ферари фан. да биде напишано. Everybody is во a Ferrari fan. Да, да. Убави како Легендарна видео. Не сум за Ферари фан. Ради Лажи, мојот лажи, возач лажи. Себастијан што имаше 2018 Бахрейн што ја. Ти имаш травми од Ферари. Да. Дефинитивно, да. Да. Нема, мислам дека тоа ето Мартин некоја најава за Бахрейн. А, Твоја. за Бахрейн не имам посебна, еве очекувам ете Мекларен да биде конкурентни, очекувам и Мерцедес да биде доста конкурентни. Да. Така Особено да раз. Ферари не би ги ставил нешто посебно, може би има шанса за подиум, али не очекувам нешто за Ферари во Бахрейн. ете. Две Што места на очекуваш? подиумот ќе Се биде од надевам. Мекларен сигурно. Ама Така, пак, ја така така да. мислам. Моето мислење поради точно на секоја патека очекувам различни тимови Сакаш да да се се борат, исполни сакам ова- тоа да се истакни. Да се сруши Во Бахрейн 2012. Сака да биде искрено. поразличен, сака да. Реално дај Боже. И ја сакам стварно. Да видам тоа е- Леклер тоа да сите- тоа победи. се- Ферари е сакаме. тим што не треба да се бори долу, мислам не треба да се бори за четврто, треба да се бори за прво. Нормално. Тоа што беше лани. Нормално. Не знам, тоа е тоа, прва ноќна трка во Бахрейн. Да. Што и да кажеме, лайк, шер, субскрайб накратко, претплатете се Да. на нашиот Благодариме канал што за да го гледате. истесуваат нотификациите за нашите емисии, подкасти. Крај фолоу на Инстаграм, Фолоу, близко да. до 1000 близко фоловери, сме, така да. да И благодариме на сите, Еден стварно тизер е неверојатно. На 1000 следува и тука некоја си мала Да. награда. Може Неверојатна би некоја си поддршка, ваква фала ви чаша. многу. Who knows? Кажувај, си. кажувај. Али да, тоа е тоа. Од нас се гледаме за големата награда на Бахрейн и ве поздравувам. Чао. Чао, чао, убав Дечки, ден. поздрав. You've done it. And Box now. Box.